Секоја година Европа исфрла околу 5,8 милиони тони текстил. Поголемиот дел завршува во инсинератори или на депонии, со што се трошат ресурси и се нанесува штета на нашата планета. Но што ако вашата стара облека може да биде дел од решението? Што ако може да создава нови работни места, да ја поддржи локалната економија и да изгради позелена иднина? Да погледнеме како една иницијатива го прави тоа возможно во Северна Македонија. Од 1 јануари 2024 година во Северна Македонија важи законот за проширена одговорност на производителот. 3 лиценцирани компании се задолжени за селекција, собирање и транспорт на текстилниот отпад, овозможувајќи негово повторно користење, рециклирање или претворање во нови производи. Ти инвестираат во специјализирани контейнери, спроведуваат едукативни програми во училиштата и водат медиумски кампањи, за да ја подигнат јавната свест дека текстилниот отпад е вреден ресурс. Резултатот? Нови, инклузивни и одржливи работни места во сортирање, логистика и едукација. Ова не се само работни места, ова се можности, особено за луѓе кои често се соочуваат со бариери при вработување млади, мигранти и лица со попреченост. Социјалните предпријатија нудат обуки, правични плати, како и обновено чувство на достоинство и цел. Сето тоа додека придонесуваат за заштита на животната средина. Сепак секторот не е без пречки. Од ограничено финансирање и недостиг на инфраструктура, па се до силната конкуренција на ефтин, моден текстил, социјалните предпријатија постојано мора да иновираат, да се едуцираат и да соработуваат за да останат отпорни. Претворање текстил во работни места. Звучи одлично, нели? Но колку навистина знаеме? Колку работни места просечно создава едно социјално предпријатие на 1000 тони собран текстил? Од 20 до 35, од 30 до 45, од 50 до 65. 50 до 60. Во просек, едно социјално предпријатие создава помеѓу 20 и 35 работни места на 1000 тони текстил собран за повторна употреба. Колкав е процентот на жени работнички во споредба со мажи во светската текстилна индустрија? 55%, 65%, 75%. 65? Се проценува дека околу 75% од текстилните работници ширум светот се жени, што го прави овој сектор клучен за промовирање родова еднаквост. Според некои проценки, за производство на една памучна мајца се трошат 2700 литри свежа вода, количина еднаква на онаа која човек би ја испил за 1 година, 2,5, 4 години. 1 година. Производството на текстил бара големи количини вода, како и земјиште за производство на памук и други влакна. Колку пластични микровлакна завршуваат во океаните секоја година? 50.000 тони, 500.000 тони, 1 милион тони. Средно 500.000 тони. Сигурно многу. Помеѓу 200 и 500.000 тони микропластика од текстил завршуваат во морињата, еквивалентно на 50 милиарди пластични шишиња. Повик за акција. Сакате да направите разлика? Донирајте ја вашата облека за иницијативи за повторна употреба. Одберете половна облека. Поддржете политики што поттикнуваат циркуларни текстилни економии. Следи ја платформата за знаење. Заедно можеме да создадеме циркуларна економија што ги оснажнува луѓето и ја штити нашата планета. Следете го проектот Verde in Med и научете повеќе на нашите канали.